Добро вечер, гледате анализа. Добро вечер и за моите гостинки. Имам две пратенички и една председателка на форумот на жени, Каја Шукова на СДСМ. Добро вечер. Добро вечер, Моника Зајкова, пратеничка ЛДП. Добро вечер и Жаклина Пешевска. Добро вечер. ВМРО ДПМН и пратеничка. Добро вечер, благодарам што сте тука. Македонија е трета земја во Европа по бројот на извршен фемицид. Терминот фемицид е многу важен, а не е само убиство да се каже или убиство на жена, мора да се разграничи. Ова извештај на Евростат. Клучната причина, ако се видат сите податоци за што алармираат, особено невладините организации, е државата, институциите. Не се грижат за насилството и конечно за убиствата. И сега најновата вест која доаѓа околу законот за игри на среќа, член 18. Разговарав со неколку представнички на невладините организации, алармираат дека се исфрлаат невладините организации како корисници на парите од законот за игри на среќа, а тука влегуваат најранливите категории. Лица со попреченост, социјално загрозени, жртви на семејно насилство. А ова се единствените средства, велат од невладините, активистите, луѓето кои работат на овие проблеми, кои се борат најмногу. Ова се единствени средства за кои говориме од законот за игри на среќа од државниот буџет. Без објаснување, велат од министерката за финансии Кочовска. Сега можам со вас да почнам, вие да го образложите овој абсурд, па потоа ќе говориме и ќе говори опозицијата. Да. Жаклина Пешевска, ве молам. Благодарам на предноста. Во овој мандат навистина се случуваат промени на и реформски закони и, да речам, обемни законски измени. Денеска точно во собранието се одвива јавна расправа за законот за игри на среќа, но претходно има и работна група во собранието и Комисијата за финансирање и буџет всушност ги координира работите. Она што го следам во собранието дека има широка дебата и дека разговараат со сите целни групи и дека веќе ќе се изнеде решение за овој проблем што го апострофиравте со здруженијата и со лицата со попречености и беа присутни денеска на јавната расправа и дека ќе се реши со амандман, така да се работи и ќе се затвори таа приказна или проблем. Она што го првично што го апострофиравте од Евростат извештајот е за 2023 година и само колку за споредба, само ќе нагласам неколку бројки за да видиме како ни трендот како се движи. Значи 2023 година имаме 9 убиени жени и се смета за најлоша година во поновата историја на Република Македонија и тоа е во извештајот на Евростат констатирано. Во 24-та 5 убиени жени, во 25-та 6 убиени жени и во 26-та имаме, немаме цела година, но имаме 5 убиства, но она што е апострофирано пак во извештајот на ОПСЕ и на Дојче Веле го има исто така изјавено дека Македонија е меѓу првите земји од регионот кои што го препознаваме фемицидот. Пред 3 дена бев на работилница со ОПСЕ. ОПСЕ ни даде еден вид признание на целиот ангажман во собранието и во комисијата за еднакви можности, бидејќи јас ја водам комисијата, но и ја поздрави и во делот на легислатива, значи донесени закони, измени на закони, подоцна ќе елаборирам подетално кои закони. Всушност сме предводници во регионот и во оперативноста на институциите. Нешто што фалеше претходно. Добро. Ревизорскиот извештај на 2 декември, кој беше објавен, говори за 5 години има 33 убиства во Македонија, семејно насилство. Тоа се бројките, иначе расте семејното насилство. 2026, ова се податоци официјални, 15 случаи само во првите 4 месеци. 25 пријавени, 18 случаи. 2025-та се извинувам.
18 случаи, кој знае колку се непријавени, за што сме конечно и свесни. Но ајде околу членот 18 за Законот за игри на среќа и како може со вас да почнеме, Каја Чукова? Да, може. Добро. Да, секако благодарам. Прво благодарам што оваа тема ја држите во јавноста и покрај тоа што нема, фала му на Господ, што би рекле, нели, актуелен случај во моментот, и мислам дека треба да има што повеќе вакви дебатни емисии, постојано не треба да чекаме неубав случај, нели, или фемицид, фатален случај, за да ја држиме темата во јавноста. Мислам дека треба за тоа да се дискутира, бидејќи сметам дека граѓаните се повеќе се подигнува нивната свест, повеќе разговараат веќе на оваа тема, ја препознаваат, и благодарноста вистина Билјана и до вас и до телевизијата што повторно еве не собравте на оваа тема. Новиот фемицид во Битола, само да кажеме, уште еден аларм за институциите, 30 во мај 14 мај 2026, 31 годишна жена беше убиена од незиниот сопруг со нож. Имам јасно случај кај мене, да, тоа Македонија станува се поопасно место за живење на жените, и тоа е последниот случај за кој знаеме. Сега сме јуни. Така е, да. Она што сакам да го напоменам за член 18, она што е актуелно во собранието, е дека не можете да очекувате дека државата одржливо ќе се развива или да имате одржлив развој на државата ако немате социјалната компонента. На овој начин, ако се донесе законот, ја се надевам дека ќе се надмине овој проблем, вие кратите од социјалната помош, без разлика за која категорија, тоа се најранливите категории. Не можете да очекувате дека државата ќе се развива ако го немате и третиот столб на одржливоста на државата, значи имате економијата, имате социјалната компонента и животната средина, во некој друга емисија ќе разговараме. Значи, ваквите средства мора да останат во законот, мора да се поддржуваат овие невладини организации. Дали се невладини организации или е поддршка на институции кои што работат со вакви случаи, бидејќи знаеме дека и таму помошта е доста мала. Значи, треба сериозно да се работи, треба да се според мене социјалната компонента треба малку да ја подигнеме на пиедестал и треба да ја обрнеме повеќе внимание. Не само внимание, туку и повеќе финансиски средства за да можат сите оние кои што се инволвирани во помошта према ранливите категории да можат да се или да помогнат или да извршат својата работа ако се е дел од институциите. Така да апелирам да ова навистина се реши и да немаме повторно вакви случувања во собранието кога треба амандмански да се интервенира, меѓутоа ако и тоа се направи е за поздравување и треба така да биде. Да. Добро, Моника Зајкова, ве молам околу овие игри на среќа со кои се исфрлаат сосема, тоа е единствениот буџет, единствените пари овој закон не е нормално дека во овој дел е навистина загрижувачки, но загрижувачки и во многу други делави. Например, ние треба да почнеме да разговараме за одговорното облажување и лимитите кои што ќе се постават, бидејќи знаеме дека и економското сиромашување како последица на тие облажувања може да води до поголем степен на насилство и агресија. Апсолутно добро и за поздрав е што се организираше јавна расправа по однос на овој закон, бидејќи во тие јавни расправи може да се видат сите оние пропусти кои што се направени во одреден закон и да се земат во предвид. Апсолутно поддржувам и еве може и заедно да го иницираме тој амандман како комисија за еднакви можности со цел да останат тие средства, но јас ќе апелирам да се повнимава и во делот на одговорното облажување, затоа што пак ќе напоменам економското сиромашење и таквите појави кои што ги имаме и како може да доведат до пораст на насилството. Ние само вчера имаше некоја конференција во владата, од која што произлегува наслови или загрижувачки раст на семејното насилство, во кој што процентите се 67% раст на насилството од јануари до мај оваа година во однос на истиот квартал минатата година, и тоа значи дека ние имаме проблем и дека тој проблем од некаде се храни. Ние можеме да донесеме совршени регулативи,
ако не го превенираме и ако не разговараме за системот за превенција и што тој проблем го храни, тогаш апсолутно не можеме да сметаме дека ќе ги намалуваме бројките, напротив, ќе гледаме се поголем пораст и пораст на бројките и покрај тоа што го напомена мојата колешка Жаклина, војке има напредок во голем дел во легислативата. Значи Македонија е една, вие можете да погледнете, има европски земји кои што не ја ратификувале Истанбулската конвенција. Македонија ја ратификувала Истанбулската конвенција. Но бројките се поразителни. Ја спроведува, така, имаме закони. Законот за спречување и заштита од насилство не е лош текст на закон, нормално дека треба да се унапредува како и секој закон кој што после известно време но дали се применува прашањето. Но проблемот е, ние и заедно со Жаклина поднесовме барање за надзор на расправи. Ако ги видите излагањата во таа надзорна расправа на сведоците, ќе видите дека самите дури и министри се одважија да признаат дека има проблем околу координираноста на институциите, околу експедитивноста при давањето на одговори и токму затоа и треба да ја спроведеме докрај, ќе ја спроведеме таа надзорна расправа за да се нотира се што е слабост и да видиме каде можеме на вистина брзо системски да реагираме, затоа што за мене недозволиво една пријава да патува 45 дена од институција во институција. Замислете 45 дена, значи убиецот може да го направи фемицидот и да излезе од држава во тие. Или не, и нови фемициди да направи. Да настават така. Да. Или серија, кој што сведочевме во случајот со командно на серијски убиства. Или не може, например, фрапантни се работите кај што вика дека жртвата све треба сама да брка. Јас сум се соочила со тој проблем. Јас имам во март месец поднесено пријава до Сајбер криминал и се уште немам одговор. Знаете зашто? Затоа што пријавата ве молиме доставете ни електронски кои се заканите. Јас доставувам скриншоти. Ве молиме доставете ни URL линк од профилот. Јас доставувам URL линк од профилот. Последното е да ве замолиме да направите видеозапис од содржините што ги примате од лицето. Мислам, знаете како, тоа се паѓа на товар на жртвата и жртвата едноставно доаѓа до степен кај што ќе се откаже од својата пријава или од таа битка и ќе рече што сака нека биде. Мислам, ако мене ми дошло преку глава и све сум доставила и се уште чекам одговор, замислете што се и тие работи се нотирани во еве ги во забелешките од надзорната расправа и се надевам дека ќе ги поправиме како општество. Да, што велите вие за Јас би сакала малку да ја вратам работата и така една ретроспектива да направам затоа што може би и во подолг стаж сум како пратеничка во собранието и учествував во носењето на сите овие закони кои што се за унапредување на женските права, па и на законот за заштита од насилство. Проблемот ја го гледав тогаш со консензус го гласавме и законот за заштита од насилство и потоа законот за заштита од дискриминација. Со консензус ги донесовме законите, значи ние немаме проблем во униформирањето на ставовите преку клубот на пратенички кои што навистина беше извор. Некој ве слуша, тоа е прашањето. Сега ќе ви објаснам, па затоа сакам да имате ретроспектива да направам. Да се борите, но да, тој закон се машката популација, односно машкиот дел на само да знаете, оние кои владеат во државата. Темата за женски права или женски проблеми или женски болести се смета за женска тема. И ние треба тука да го сензитивираме општеството. Ама тоа не така како почнува од семејството преку образованието, ние све имаме нотирано, имаме вакво процедури и постапки што се прават, но најверојатно не е доволно. Но ретроспектива сакав да почнам од носењето на законот. Тогаш беше министерка Јагода Чакпаска, која што беше моја колешка и нормално си ја почитувам, но се носеше во скратена постапка. Министерка за труд и социјала, Министерка за труд и социјала беше тогаш, да. Се носеше во скратена постапка и немаше време ни јавна расправа, ни експерти вклучени, ништо. На брзинка се донеси и сега видите, еве, после 5-6 години, значи се докажува дека законот сепак има фалинки, како што кажа министрите на надзорната расправа, значи има фрагментирана примена, има преклопување на надлежностите и не координиран пристап. И сега се дефинираат за тоа прв закон кој што се работи. Имате мнозинство конечно и сега може да ги поправите сите слабости за не, знаете како Билјана, не е секогаш дали имате мнозинство, туку работата е
Дали прави сакаат? луѓе на прави места и да ги туркаат работите. Првите добро. теми како председателка на комисијата за еднакви можности, знае Моника бидејќи е членка на комисијата за еднакви можности, првата јавна расправа беше за породилно отсуство на жени земјоделки, втората јавна расправа беше за извештајот на државниот ревизор кој што го спомнавте. И имаме нормално сега пред 2 недели донесовме заклучоци од таа јавна расправа и уште една јавна расправа исто донесовме заклучоци националната стратегија на Министерството за насилство, на Министерството за социјална политика, демографија и млади. Прво што станав председателка, ја отидов на состанок кај министерот за внатрешни работи и му апострофирав дека треба да се среди насилството затоа што навистина на терен е многу лошо. Тогашните извештаи, затоа нормално треба да се спреми за јавна расправа, кога беше извештаите, тоа е значи пред 2 години кога сум станала председателка. Добро. Значи извештаите од МВР што покажуваат дека покрај пороците, дрога, алкохол, најголем број на причинители за насилство е психичко расстройство. Ние можеме идеални да ги направиме законите. Како ќе го исконтролираме психичкото расстройство? Затоа што психичкото па насилство прво тешко се препознава, тешко се детектира и многу малку го препознаваме. Јас сум била во состојба кога не сум го препознавала. Видете сега, после трагичниот случај, Со говорат Ивана, бројките, со Ивана и со дете. Кертичката, многу жално и потресно, и видите, ја кажав во многу изјави до сега, дека имаме колективна одговорност сите. Треба да си впериме прстом сите. Немојте колективна одговорност, во комунизмот имало сите и сите оделе во голиоток конечно. Немојте. Не, па дозволете да имам своје мислење. Во демократијата секој си има индивидуална одговорност. Точно, со име и презиме. Да. Видете сега, надзорнава расправа прва расправа за насилство, единствена во 2026 година. Тоа извештајот го кажа на председателот на Заради алармантните состојби, конечно случајот со Ивана беше навистина експлозивна вест која требаше да ги разбуди институциите. Така е. Меѓутоа не А не било. се поставувало, во тој период не се поставувало. Лесно е да работите на закони кои што мора да ги донесете и кои што треба да ги донесете. Многу е тешко да работите на непопуларни теми кои што се длабоки и тешки како што е насилството. Но ние се нафативме Но тоа и се најважните теми. Но многу важни. Зошто? Ние не можеме да збориме Билјана за економско јакнење на жените, ако жената не е заштитена од насилство и од здравствениот систем. Ние не смееме да дозволиме да ни се повтори родилка да оди на пораѓај и да е оштетена за 3 органи. Значи, ако ние не ги заштитиме, како ќе разговараме за развој или еве сега наталитетот, нели, демографијата ни е слаба и така натаму. Ние ако не ги заштитиме жените да се сигурни, стабилни и економски независни, ние не можеме да збориме за развој на било која област. И ние треба да работиме буквално паралелно на сите области. После случајот, значи има 180 приведени лица најмалку и 309 пријавени случаи. Работата колку сега се пријавува, нотираше министерот за внатрешни работи, имаше една огромна оперативност што ја поздравувам од негова страна и од заменикот министер за социјална политика Ѓоко Велковски. Јас сум член и Моника исто е член на Националното координативно тело за насилство, каде што се вклучени експерти, министри, значи сите институции и невладиниот сектор. Невладиниот сектор, до сега од она што го јас слушам, и за надзорната расправа во собранието, и за Националното координативно тело, замислете, првите денови имавме на 3 дена состаноци, се бараше брза експресна измена на законите, но законот за насилство прво е обемен закон. И требаше време и сега веќе има некоја финализирана верзија која што е стигната до влада и ќе треба да се донесе во наредниот период. Но целосно 100% ние не можеме да го решиме проблемот затоа што нас ни треба системска координираност и нормално ние како собрание, како што го правевме сега со надзорната расправа, замислете имаше 18 сведоци, не покрај тие што се надлежни по законот институции, министри кои што одговараа на прашањата на пратеници, одговараше и републичкиот јавен обвинител, одговараше председателката на кривичниот суд, одговараше председателот на граѓански суд. Она што ме бенди са на Националното координативно тело, што прво ги уважавме и 4 невладини организации. Они беа преблагодарни сите пофалби кон нас за целата вклученост и напротив се многу огорчени и револтирани заради тоа што им се еве јас ќе ви ги прочитам. Одзема буџетот за семејно насилство. Покажаме тоа дека ќе се реши. И во тој дел нормално и треба да се револтирани. Ќе правиме повторно дебата. Ќе правиме. Да видиме дали навистина ќе се реши, ќе говориме и за парите, за финансиите. Во тој дел нормално да се работи за финансии, плюс е многу сензитивна таа целна група, што е нормално да е, нормално да бидат револтирани. Сега јас зборувам, сега ја тргам темата за насилство, една тема на насилство сега зборувам. И сега јас
оставете ми да имам и свое мислење, но извештаите што велат дека невладините организации забележуваат она што ја го кажав преку бројки, зголемен број на пријави, побрза полициска реакција и дека никогаш како досега не биле вклучени во креирањето на измените на законот. Сега тоа не можам да го побијам, тоа е нивна Да, но не добиле воопшто објаснување од министриката за финансии, кажав Кочовска, зошто им се скратуваат овие пари. Тоа се единствените пари кои се заштита некаква за жртвите од цивилно насилство. Ќе ви повторам сега, едната тема е добро, во ред кога ќе дојде на дневен ред, повторно ќе дебатираме. Така да, она што беше битно да се апострофира, еве нема да веќе го узурпирам простор, можеби по-долго зборувам. Што беше битно за оваа надзорна расправа? Значи прво ние имавме 4-5 координации за кои што јас морам да искажам едно незадоволство. Со Моника заедно понесовме иницијативата, но за жал кога побаравме од СДС да се потпишат во собранието, не ќе да се потпишат надзорната, што мене ми е многу чудно за опозиција. И плюс таму има бивша председателка на форумот на жени, бивша министерка за социјална политика и така натаму. Океј, нејзина одлука, но истата таа е председателка и на клубот на пратенички, има дополнителна одговорност за да бара надзор да се направи за насилство. Истата таа која што 7 месеци не го формуваше клубот на пратенички, а преку клубот на пратенички, да знаете, имаме инициирано многу законски измени, преку клубот на пратенички ги излесувавме измените на кривичниот законник, кога за жал они си го донесоа, го ветуваа 7 години на крајот на мандатот за да се амнестираат одредени криминалци. Само амандманите од Истанбулската конвенција ни ги прифати тогашниот министер за правда Тупанчевски, затоа што ние бевме ревностни да се измени. Тогаш се стави во кривичниот законник демнење, тогаш се стави да се да се регулира по-строго насилството и така натаму. Главната порака на надзорната расправа беше дека власта и опозицијата сме заедно против насилството и затоа имаше толков успех оваа надзорна расправа. Републичкиот јавен обвинител кога нормално се слуша со мене што јас ја организирам надзорната расправа, прво со цел елан и се заблагодари што ќе биде повикан како сведок. Значи институциите сакаат и да реферираат, видете на тие реферирања и на тие испрашувања, тие всушност има шанса да искажат со кои предизвици се соочуваат во спроведувањето, не да немањето доволно човечки ресурси. Ама нема зошто да се заблагодаруваат. Тоа има работа. Па видете, таа тема ретко се отварала. Ретко се отварала темата и треба да се почитува. Вака сега Заводот за социјални дејности кажа дека пример има само едно возило кое што е неисправно, значи нема ресурси да ги обавува надлежностите. Така да тие понудија и решение, барања. Да се надоврзам дека работите кои што се искажуваат на таа надзорна расправа, просто човек да се шокира. Како да луѓе во кои што сведочат од институциите не се они менаџери кои што треба да ги менаџираат работите. Меѓутоа има навистина работи кои што треба да се менуваат. Еве во делот на обвинителството. Мое беше прашањето дали планираат да имаат специјализирани оделенија кои што ќе се занимаваат исклучиво со насилство. Како го третираат психичкото насилство. Колешката Жаклина отвори интересно прашање за психолошкото расстройство. Меѓутоа ние мораме да бидеме искрени дека и политиката на вербални напади и омаловажување на соговорникот кои што доаѓаат и од највисоките ешалони во општеството, дека исто прашате ги психотерапевтите ќе ви кажат дека се прв степен кој што може да доведе до втор степен на физичко насилство. Значи мораме и ние малце да бидеме сите повнимателни во реториката која што ја користиме, затоа што ако највисокиот врв користи секојдневни напади, омаловажувања и слично, сето тоа влага во главата на граѓаните и тие понатаму си дозволуваат да го реплицираат надале. Еве ајде да земеме што во случај со она што чудовиште што го создадоа партиите. Тоа се оние ботови кои што секојдневно шират говор на омраза по социјалните медиуми. Така јас веќе на памет ги знам дека Илјо Илјовски ќе ми коментира дека сум кучка севрџанска. Мислам под секој пост. Тоа е како и што правиме со тоа? Тоа лесно може да премине така во физичко насилство. Целиот систем не е само надзор, затоа реков, ние можеме да направиме совршени закони,
надзорната расправа ги детектира слабостите во секоја институција која што е вклучена да го спроведува законот за спречување и заштита од насилство, и јас се надам дека ќе се поправат тие пропусти, бидејќи не може да има интервентни тимови само низ Скопје. Што ако некој пријави во Битола или во Гевгелија случај, ќе чекаме од Скопје интервентен тим да постапи. Битола е последниот пример за фемицид. Меѓутоа мора и да дадеме една лична порака и да внимаваме на таа реторика која што доаѓа од највисоките врвови, затоа што тоа навистина може да премине лесно во физичко насилство. Јас не знам, во извршните одбори на партиите сигурно дискутираат и кажуваат што се случува во ширењето на тој говор на омраза, и мора да се внимава за да не се остави простор да некој реплицира после од тој говор на омраза кој што или не знам омаловажувачки или навредувачки говор, некој да се зема за право да коментира или да дојде мене да ме нападне за тоа што имам спротивно мислење од други. Политички став. Бидејќи ние гледаме што се случува и тоа лесно се реплицира. Вчера имаше дека врсничкото насилство е поврзано на некој начин со семеното насилство. Во извештајот на Европската унија ни се адресира говорот на омраза против ЛГБТ заедницата и лицата од граѓанското општество. Значи мора да внимаваме и на реториката која што се пласира, затоа што таа лесно доведува до агресија и до втор степен, а тоа е физичкото насилство, бидејќи имам чувство дека ние се уште доминантен е нас патриархатот и ние со тоа насилно однесување мислиме дека правиме всушност корективно однесување. Така и лесно некој се зема за право да ја истапа сопствената супруга зашто смета дека треба да ја научи како треба да се, односно да коригира во однесувањето. И таквите реторики и пораки мора малце повеќе да ги внимава. Добро, може да реплицирате околу обвинувањата на Жаклина Пешевска за однесувањето на СДСМ, за председателката на клубот на пратенички? Добро, јас не сум во собранието, не сум пратеник и морам да признам дека... Но добро можете дека дел од процесите не ги познавам, меѓутоа знам дека ние бевме иницијатори да фемицидот биде дел од законската регулатива во државата и сметам дека сме партија која што секогаш ги поддржува овие процеси. Не можам за конкретниот случај да коментирам, затоа што не знам точно што се случува, не сум во собранието, иако знам дека Јована Тренчевска е еден од борците во државата, особено за правата на сите оние кои што се загрозени, впрочем и како министер кога беше за труд и социјална политика инициираше многу процеси кои што денеска се дел од законите и она што јас го знам е дека она постојано се бори за сите тие права. Сакам да споменам и сакам да го потврдам она што го спомена Моника, особено изјавите на високи политичари и она што се случува преку социјалните медиуми, преку така наречените ботови, навистина јас можам да кажам дека диктираат во наводници однесување говор на омраза кај голем дел од населението во државата. И мислам дека граѓаните се повеќе си даваат за право бидејќи таквото нешто не се санкционира. Точно дека имаме закони, точно дека има недостатоци во законите кои што треба да се регулираат, особено да се поедностават процедурите, бидејќи ова Моника што го спомена во конкретниот случај нејзин од март месец, ако ја поедноставите процедурата, најверојатно ќе можете многу побрзо да реагирате, значи не е само да го имате во законот, ако е комплексно и комплицирано, на крај на вистина жртвите сами се откажуваат, значи ни требаат системски промени во законите, меѓутоа ни треба и поедноставување на процедурите, ако сакаме нештата да се каде што има семено или каков тип да е насилство, можеби врсничко насилство, да имаме многу побрз пат до решавање на проблемот. Така гледаме дека се е многу комплексно, се е многу комплицирано и голем дел од жртвите на вистина со време и се повлекуваат, насилството се повторува и на крај завршува со, а тоа впрашање го покажа примерот и на Ивана. Веќе таму имало многу пати пријави, меѓутоа не сакаме ни да размислуваме. Полицијата не воопшто не действувала. И во тој случај зборуваме меѓу другото и за одговорноста. Ако нема одговорност кај оние што ги водат институциите, не зборам сега за највисоките позиции, понекогаш одговорноста е и можеби во најниските позиции,
Ако нема одговорност, ако луѓето, граѓаните не видат дека има одговорност за оние кои што требале и се платени од државата да си ја завршат својата работа, тогаш случаевите континуирано ќе продолжат да ни се повторуваат. Што значи дека повеќе сегменти се на кои што треба да се реагира, а дека треба да има консензус, за тоа немаме дилема. И јас сакам едно прашање вака да поставам. Убаво е, треба да има надзорни расправи каде што се разговара за проблемите, но што после надзорните расправи? Што произлегува после надзорните расправи? Ако ни е само индицијата дека треба да имаме измени на законите, да, не викам дека не треба да има измени на законите, ма треба да има малку промени во однесувањето и малку промена во прифаќањето на одговорноста. Секој еден поединец, ако треба да си ја заврши својата работа, да си ја заврши, или ако не си ја заврши, да биде одговорен, и јас би рекла, ако оние што не си ја завршуваат, а особено се дел од системот, каде што се третира насилството, јавно да се каже дека тие и тие лица не си ја завршуваат својата работа. Се разбира, со име и со презиме. Надзорната расправа е многу важна, ала Многу е важна. Дека е секако, ама што после тоа? Една е јавната расправа, друго е надзорната. Надзорната расправа ги повикуваат да сведочат пред вас и пред јавноста оние кои што се најодговорни во институциите. Тие ќе сведочат, извинете, не се докажат. Овие заклучоци кои што ќе се излачат, а веруете ви, ова е само од еден дел од надзорната расправа. Следи уште еден, а има и уште еден што дополнително треба центрите да дојдат да сведочат. Ако после овие заклучоци кои што ние ќе ги извадиме, ние многу лесно можеме да им дишаме во врат на институциите и повторно да ги повикаме во собранието да им кажеме чекате бе луѓе, нели пред една година ги нотиравме проблемиве, што работевте цела една година, што превземавте и што се направи. Извини, дали може само да прекинам. Ако во таа една година тие што биле повикани еднаш се повикуваат втор пат, во таа една година не направиле ништо, ако општеството не ги казни и не одговара заради тоа што не направиле ништо, ние можеме да направиме и 100 јавни надзорни расправи. Значи мора да има промени, мора да има во системот. Имате стапно омаловажување на работата на собранието и на комисијата за еднакви можности. Никој не омаловажува. Јас само велам дека ако има заклучоци, ако сме евидентирале проблеми, ако сме ги повикале лицата кои што се одговорни и кажуваат дека имаат проблем, ако е проблемот во луѓето, недостаток на доволно кадри, недостаток на опрема за работа, што и да е. Значи имате доволно време, една година, да ги надминете тие недостатоци. Ако не можете да ги надминете, тогаш ќе кажете кој е крив зашто не може да ги надминете на индивидуалната одговорност. Ќе кажеме дека обвинителот превземал обврска да формира тоа, меѓутоа не се формирало во обвинителството, или директорот на Центарот за социјална работа во Паланка потврлил бидејќи јасно му било дадена можноста и тогаш ќе можеме да ги повикаме тогаш ќе добие отказ, но и треба да одговара на некој начин. И треба да одговара зашто направил пропусти или не знам полицискиот службеник во станицата во Карпош кој што и дал на одговор од типот на решете си ги работите дома, треба да сноси одговор, не парична дисциплинска, треба да добие отказ од работното место затоа што имаме ненадоместливи штети. И на суд заради тоа што токму затоа што се кривично да биде гонат во случајот со Ивана. Знаете како колективно системот потврли системот го сочинуваат луѓе. Да, со име и со презиме и тие се одговорни, но мораме да одиме со рекламни, се враќаме. Останете со нас. Се враќаме во анализа и Каја Шукова говореше за односно Моника Зајкова и Каја Шукова говореа за поедноставување на процедурата кога станува збор за закани, особено на социјалните медиуми. Шукова говори за одговорност. И со случајот со Ивана и незината Киркичка видовме дека одговорност сушност нема за оние кои за полициските службеници. Тие се оној прв филтер, всушност, и центрите за социјална работа. И центрите за социјална работа. Должам одговор од претходно, она што го забележувам како синдром кај СДСМ, за жал, морам да ви го укажам дека кај вас во партија или не ве брифираат,
значи воопшто никако, или ве притвираат погрешно, а истиот проблем го има и вашиот председател, па зборува невистини и по портали, и по медиуми, по изјави. Морам да ви објаснам вака се. Прво, со ваквиот однос, јас заборавив се заблагодарам на службите во собрание кои што малте не се мои колеги, паралелно затоа што со нив го работиме акцискиот план на Комисијата за еднакви можности, за кој што направи вчера една ревизија, имаме скоро 60% реализација, останатите 40% се наставни или активности мерки кои што не зависат од нас и од други институции, требаат и дозволи и одобрувања, но овој акциски план, после Шведска сме втора земја кој што го имаме, тоа е многу работа за да се направи акциски план и реализација. За план, дали е реализирано прашањето? 60% сега кажувам, само што кажав, нели? Па добро, ама бројките велат... Надзорната расправа, првично, за да имате таков однос, вие можете да правите, да, со години се правени и јавни расправи, од секоја јавна и надзорна расправа се прават заклучоци кои што се доставуваат до влада, владата ги доставува до релевантните министерства кои што го спроведуваат законот. Јас не чекав да се измени законот за насилство, да одам на средба и со заменикот за социјална политика и со министерот за внатрешни работи. Значи, ние ги туркаме работите и позадински. Некој пат ме критикува дека не правам доволно промоција на се што сум сработил. Она што го кажам Моника за насилството во политиката, се можеби малце летам од тема на тема, ама многу е важно да се каже. Затоа што, како што кажа и политичките партии поларизираат, насилството во политиката, за кое што многу пати сме жртви, всушност се пренесува по хиерархија и во општеството надоле. Нормално и ние што го кажуваме на говорница во собрание исто се поларизира или се пренесува по хиерархија во општеството. Многу ретко говорат као ние по дефолт треба да си трпиме политичарите или политичарките насилство. Знаете колку се неумесни вакво навредливите зборови за жени, но не сваќа никој дека од тие последици има првенствено нашето семејство. И сега јас многу пати сум поимала, јас сум на јавна функција и ќе го истрпам тоа, ама кога ми се револтирало семејството, тогаш и нормално и јас сум била вознемирена. И видете, ја нарачав на компаративна анализа која што е добра да споделиме да имате за насилство и како се регулираат врз политичарките во другите парламенти. Ние политичарките се најзаштитени. Ве молам. Сега да вистина. Да говориме за ова најзаштитени се. Тоа е ваше мислење и ја не можам да се согласам со тоа. Па добро, сега семејното насилство гледаме како... Ако ве пратат за темната кола, ако ви пишуваат дали мирно спиете, па мислам дека не сте заштитени затоа што моите деца вакво се стравуваат од киднапирање, ве мол. Немојте вакви изјави. Но добро. Ние сега говориме за едноставни процедури. Ја не сум се чувствувала заштитена, а не сум барала заштита. Добро. Едноставни процедури при пријава во Министерството за внатрешни работи. Сето тоа сега се изменува во законот за насилство. Тоа сакам да ве прашам. Можете ли тоа да иницирате во... Да, министерот за внатрешни работи и го кажа и заменикот. Сведоците генерално го кажа тоа, дека се правеле пропусти во досегашното пријавување затоа што се внесувале пријавите како поплаки и тие не имале итно за постапување. Кога го прашав председателот на граѓанскиот суд, прво морам да го поздравам што веднаш експресно воведе 24/7 да се работи во граѓанскиот суд. Го прашав како се процесуираат пријавите кога доаѓаат од МВР, кога доаѓаат од ЦСР, од центрите за социјални работи, кои што треба да ни сведат што 4 се договорени за последното продолжение на надзорната расправа. Од МВР итно, тоа значи дека сега се скратени роковите, претходно као за 24 сата, најдосно до 48 часа, ама од центрите за социјална работи може да траат и со месеци. И ако фокусот тука треба да ни е, затоа што е генерален проблем. Ако претходно со законот така се најавуваше да се примени итно отстранување на насилникот, не се применуваше за жал доследно тоа, сега со устна наредба може да се отстрани насилникот веднаш од насилната средина. Веќе имало обуки во МВР за полициските службеници, но тие искажаа дека не биле доволни и се иницираат итни, значи обуки да има, дури се бараше да видиме најскратен рок за кој би можеле да се реализираат тие обуки. Предвидува некоја како 1 година е доволно за да се обучат, значи недоволно полициски обуки. Сега со измените на законот се регулираат и се средуваат доста области кои што
Првично, она што ние два пати не го гласавме, не дека го одбивме во собрание за воведување на електронски талки кој што беше барање на мојата колешка Моника. Во овој закон сега, во овие измени на законот за наследство се внесува, затоа што мојата интенција цело време барав начин и разговарав со министрите за да го внесеме тоа и внесено е. Се дефинираше непосредна опасност, затоа што имаше дилема се ствараше во дефинирањето на непосредната опасност. Новина е што ќе се направи регистар на насилници. Трите мерки што ги предложи министерот за внатрешни работи е итното отстранување, кој што кажа всушност наредба може да се спроведе, нов систем за итни повици на 112 со аудио и видео сигнал ќе може да се снимаат. Знаете дека се гони насилството по службена должност, тоа е со последните измени на кривичниот закон и конечно, значи жртвата дури сега се постапува откако се случи случајот со Ивана и со незината керкичка. Не, морам да ве поправам. Не. Ова во кривичниот законник е измената претходно само за делото телесна повреда. По службена должност. За другите дела е претходно постоело по службена должност. Нормално дека ќе има и дела кои што можеби ќе треба повторно да се интервенира во тој дел. Во однос на поплаката, она што го напомена Жаклина, и тука треба исто да се навратиме на одговорноста, затоа што ние слушнавме како полициски службеници и се закануваат на жртвата. Знаете, ако ова не се докаже дека е насилство, ќе бидете вие кривично ќе одговарате за лажна. И знаете, тука ние не го познаваат сите казненото право за да знаат што е лажна пријава на кривично дело и се плашат, што си вика што ако не се докаже, или ние знаеме како функционира системот на врски, ако некој помоќен партнер па се јави и направи, треба да одговара за лажна пријава и притој да докажува дека не е лажна пријавата. Се бараше и работа на институциите во две смени, затоа што ние имаме случаи кај што мора жртвата да достави потврда до институциите дека го пријавила во Центарот за социјални работи. Веќе на таа група се разговара и дали треба само со потврда од Центарот за социјални работи или може само со пријава од Министерството да се третира исто дека е направено насилство или со препорака од психолог кој што го посетува жртвата за да се скрати на тие процедури кои што ги поминува жртвата, бидејќи во нашиот систем моментален ние имаме синдром на тоа што ако жртвата го злоупотреби законот, а не гледаме што ако сторителот ги употребува тие законски празнини, недостатоци и некоординираност на тоа го гледаме според бројките. За електронската нараквица, јас не случајно толку време го говорам, затоа што не треба да дозволиме како за Safe City систем набавен пред 10 години да го ставиме во функција после 10 години од како ќе изброиме илјадници жртви. Системот на превенција мора да работи. Значи ние не може да измислуваме 112 и сега може да се пријави и се снима така разговорот, меѓутоа тој не е превентивен, тој е веќе во доказна постапка се употребува материјалот, тоа е веќе кога жртвата имала непосреден контакт со сторителот или тоа е тука па таа пријава. Електронската нараквица е систем за превенција. И таа веќе имаме ние нараквици кои што стојат во депото на управата за извршување на санкции. Мене ми е конечно драго што еве во ова национално координативно тело најдовме јазик да ја внесеме во делот. Кога ќе биде внесена? Во делот на заради тоа што оние итни и времени мерки. Ама кога ќе биде? Значи тие планови ги слушаме. Не планови. Не, ова е сосема нов закон. Ова е конкретен. Ова е сосема нов закон кој што го кога ќе биде? Го прави. Значи реализирана. Драфт верзијата е направена и е доставена до влада. Сега ќе видиме како, мислам дека брзо ќе биде затоа што навистина експресно Јас се надам дека ќе биде експресно, бидејќи кога имаме нели можност да закажеме расправа на комисија од денес во 12 за вечер во 6, се надам дека и нова ќе се даде приоритет и дека ќе дојде до побрзо усвојување, бидејќи секој ден значи изгубено време и можно оставање простор за нови жртви. Да. Дали добро, да, кажете Шука. Во контекст на подобно, значи нема да одговорам на и да контаминирам дискусијата со меѓупартиски пропукувања. Мислам дека да спомнам председатели на партии, не се извинам, немам намера. Само сакав да прашам дали ќе има доволно превентивни мерки покрај нараквицата што ја спомнувате и што мислам дека е
дека е одлична мерка. Дали и некои други мерки ќе предвидува законот, те навистина се согласувам со Моника дека превенцијата не е она што навистина на кое што треба да се работи. Дали ќе има доволни механизми овој нов закон кој што ќе следи работата или не работата на сите оние кои што се инволвирани во процесот, односно председнели полицијата, центрите за социјална работа, па почнем на крајот и судовите. Значи мора да се воспостават механизми кои што ќе следат работата. И за да можеме да имаме одговорност или неодговорност или веќе не знам како да кажам. И се отвараат и некои други прашања. Значи не е само законското решение, дај Боже да понуди подобри услови, кои што ќе дадат утре подобри резултати. Да речеме, ние треба да си го поставиме прашањето, колку се достапни шелтер центрите, да речеме и услугите за психолошка и правна помош на жените во целата држава. Имаме многу прашања кои што треба да си ги поставиме. Дали ќе го направиме, бидејќи не можеме да очекуваме дека можеби во секоја општина, бидејќи знаеме дека имаме мали општини во државата, дека ќе има вакви центри. Ама дали треба да почнеме по микрорегиони тоа да го решаваме, на ниво на региони да го решаваме, како да дојдат жените до тие информации, како да ги охрабриме да ги посетуваат центрите. Ама тие не се непостоечки. Алармот на невладините организации веќе со години кога работиме на вакви дебати, што велат тие? 200.000 евра само се распределени за специализирани сервиси за наследство. Тоа е премала сума и велат од прилика 200.000, значи се поправам кога велам 200.000. Од прилика, зашто буџетот не е прецизиран и прецизно не кажува каде точно тие се распределуваат. Што нема? Сервиси за наследство, специализирани сервиси за наследство, шелтер, советувалишта, вработувања, возила кои беа споменати и други ресурси. Да, што се во согласно со законот за жени. Без пари, без буџет, вие не можете ништо од овие закони, можете конечно да ги заборавите, ги ставите во некоја фиока или да ги фрлите во ѓубре. Така е Билјана, борбата за... Не се докажат во тој контекст не беше. Владата е првиот филтер, дали ве слуша владата и конечно вие како пратенички како можете да се изборите за поголеми пари, заради тоа што како велат од невладините. 7 милиони евра се потребни на вистина да почнат да функционираат овие закони за кои велите дека се голем успех. Ќе бидат неуспех заради тоа што нема да може да се реализираат без пари. Билјана, борбата за наследство. Па и против наследство. Мислам против наследство, да, окей, се разбираме. Борбата за да подобриме наталитетот и демографијата изискува многу пари. И ние треба да бидеме свесни за тоа. Мене друго што ме загрижува. Ако 5-6 години ни треба за да сватиме дека овој закон има пропусти, експресно се реши за неколку месеци, значи тука фалело фокус на решавање на законите и тоа е точно. Закон напишан на хартија ништо по себе не значи. Работата е што ако секој се обавуваме нашата функција која што имаме, покрај законодавна ние немаме извршна власт како пратеници, но носиме закони. Имаме надзорна улога, преку надзорната за тоа ја обавуваме најважната улога, тоа е надзорот врз институциите, како ги спроведуваат законите што сме ги донеле и на тој начин ние стануваме еден вид потикнувачи на извршната власт или на извршното функционирање на државата. Дали ќе побарате повеќе пари, значи да бидеме прецизни и конкретни. Да, надзорот тука не го негира апсолутно. Тоа е важно. 200.000 евра се премалку, а говорат еве уште еднаш ќе кажам 7 милиони евра на вистина да може да се имплементира. Она што беше кажано на заменик министерот, мислам ние значи сите го имаме детектирано тоа, окей, ја не ве обвинувам ако не сте ги слушнали изјавите или сведочењата на сведоците на министрите. Прво што кажа заменикот министер за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски беше дека бројот на шелтери во 7 плански региони, 8 шелтери, а треба многу повеќе да имаме. Таму има некој просек на 200.000 граѓани, треба да имаме значи 1800, значи многу повеќе центри. Нов акцијски план за повеќе средства. Значи тоа значи дека
Веќе треба да адресираме барања со ребалансот или со следниот буџет, Тоа ќе го да сторите имаме ли? повеќе нормално. Ќе го сторите ли? Нормално. Да. Да, сега очекуваме да Сега да беше да има повеќе детектирано, средства но за тие си заштита. кажаа што треба да се направи и сите детектираа дека требаат повеќе финансии и повеќе ресурси. Се замислете. Ја не сакам да патетично да звучам, но во собрание функционирам со една советничка во комисијата и да не ми се останатите служби во собранието, ние нема да постигнеме 60% реализација на активностите и немаше да бидеме, да речам, ајде, признаени, не пофалени, не работиме за пофалба, признаени од ОПСЕ дека сме предводници во регионот и Зашто предводници за жртви колку има во Македонија? Не разбирам не, зашто. ја сега трет пат објаснувам зашто сме Навистина се предводници. загрижувачки Ќе ве молам. податоците и сите се загрижени. Не, со И вие сега ставови, да- вие што ги кажувате, Па Бијана, да, ја слободно сега можам да кажам и успеси- со ставовите на госпоѓа Каја. Успеси и Можам подвизи, слободно не да може кажам да дека има се се омаловажува работата Не, на не. еден добар дел од службите во собрание. Не, прво јас не кажав И- ништо такво. Јас се Значи- извинувам, значи немојте со инсинуации. Ама ја ви Јас само кажав во реков, кој домен во сме ред е предводници, сега не надзорна знам расправа е што во ред. повеќе. После тоа дека треба да се превземат конкретни чекори и против оние и кои што биле на надзорната расправа, ако не се извршиле работата. Значи ве молам да не ми ги менувате зборовите. Значи Добро, никој па мене не рече дека 6 пати собранието пробаа да и ми се изменат пратеничките дека зборовите. не Ама не се слободно вознемирувајте. пратенички не работи како што. Не, ве молам, ама Господја Каја. не, ве молам. Не. Кога сме збореле со колешката Моника во собрание, се договоривме на оваа тема да нема политика, но фактите и аргументите мора некој пат да се кажат. Не ја политизирам темата, нема вие потреба од отворите ваша ја вознемиреност. политизиравте, јас едноставно не се вклучив и 5 или немам 6 намера да се пати беа вклучам. изменети моите аргументи, тогаш ја должам да објаснам пред граѓаните. Ама што не да све ме сме, нападнете да што кажете све сме. дека омаловажувам Ама нешто што не омаловажувам. Не, Значи не е ја во го ред. толкувам така, не ве Апсолутно напушам. во ред. Ама не ве напаѓам, не знам Добро, зашто може се ли да Ме може ли нападавте пред терапија. имаме можеме уште да збориме за новите измени на Пешевска, ве законот молам, кои што имаме ќе уште ги- неколку минути. Да, ќе ги регулираат сите состојби. Може да кажете да. Да, значи Ќе кажав направиме сега, уште една дебата, ако- дали навистина значи, нешто е дефинирање сторено. непосредна опасност, обука Да. на полициски службеници, регистар на насилници, нов член во Министерство за економија да се спроведуваат активни мерки за вработување на жртвите, фокус на децата, затоа што претходно имаше пропусти Да. или се запоставуваа во постапките. Сега центрите за социјални работи токму се да уредува постапката во заштита на децата во интерес на детето и лицата кои што не можат нормално да си ги остваруваат своите права, тоа лицата со попреченост. Скратување на роковите, патувањето на документите од институција до институција и тоа е мислам за пофалба итните мерки кои што ќе се спроведуваат, привремено отстранување, забрана за приближување на 100 метри буквално. Значи, низа вакво мерки кои што треба да се стаени на хартија, потоа ќе треба да се спроведат и видете за оперативноста на институциите во однос на состојбата, ние не чекавме да имаме пари, едноставно имаше оперативност од институциите. Потоа се соочуваме со други проблеми кои што се елаборираа Националното координативно тело и работната група плюс која што е потесен состав од Националното координативно тело кој што произлегува, а составена од министри и експерти, всушност детерминираа пак други проблеми во други области. Safe City го спомнавте, Safe City всушност ние многу пати зборуваме дека не можеме да го смениме или да го средиме менталитетот. Може ли да оставите на Safe City покажа една реченица, може? Да, Дозволувате? ајде. Safe City покажа дека за 3 дена можеме да го средиме менталитетот и сите пажливо возиме, толку. Да? Да. Околу Може ли финансиите, неколку реченици на крај? Една од Да. причините зошто до сега немаме електронска нараквица беа наведени финансиите, па во рамки на таа работна група некако се објаснивме дека веќе ги имаме, план, така, може веќе ли ги да имаме кажете, постоечките Пешевска наброи нараквици многу и дека е факт планови. дека треба да имаме. Знаете како планови се има многу работи. Финансите се клучни, Дали се имате сложувам затоа рок што и во некако? законот за бесплатна правна помош има проблем, значи жртвата добива само во постапката за времени мерки. Не добива во постапка за делба на имот, не добива во постапка за родителско право остварување, значи апсолутно има многу работи кои што бараат финансии, ние ќе си бараме нормално ако не бидат внесени во ребалансот, амандмански ќе се интервенираме да се внесат тие средства и тука не е поентата ние или вие, затоа што ќе сведеме дебатата на капитулација на немоќ. Не, морате заедно да работите во оваа борба. Колку ќе се сработи за да се направи функционален тој систем, бидејќи
нема простор повеќе за изговори, нели? И нашата кампања Добро, ќе беше видиме, помалку ќе видиме изговори, дали повеќе навистина резултати и Барам премиерот ни една апелираше емисија да за нема акцијскиот план, помалку може. Да, кога ќе почнете да го реализирате? Леле, Разбира, ама немојте сега да видеам. го најавуваме. Ајде, 3 пат, не, каква најава? 2 години интензивна офанзивна работа со службите и нема да дозволам кога ќе Но за почнеме да еден го месец реализираме. можеме повторно да направиме Што брзо дебата. збора, може да ги пролистаме активностите што ги имаме направени. готово. Завршуваме со 60% е емисијата. реализиран. Тоа значи во наш домен е 100% завршена работата. Во ред? Да, во ред. Но Е, за така. еден месец ќе видиме повторно можеме оваа Супер. тема да Еве, биде на конкретно за на маса. акцијскиот план, да. Јас се надевам дека сега со ребалансот на буџетот ќе има повеќе Да. средства за шелтер центрите и кризната поддршка, за психолошката и правната помош, за специјализирани обуки, има дел да продолжат понатаму за полицијата, за судството и така натаму, и особено она што мислам дека на сите ни е важно, системите за следење и превенција. Но можете заедно да работите на Ама подобрување. работиме. Апсолутно, и за поздравување ако има вакви брзи мерки кои што ќе Да. брзо ќе го евидентираат насилникот, ќе го спречат веднаш, а не да се чека нели со така. Еве, Тоа Билјана, е може за да направиме поздравување, една апсолутно ќе дебата измени на повторно во законот. овој формат Да. по известно Се време, да разбира, видиме до да каде видиме сме, до каде дали сме. конечно ќе заживеат некои од мерките, па Да. може тогаш ќе може и да пофалиме дека За електронска еден нараквица месец, има. можеме Да. секој месец, еднаш месечно Јас навивам да за правиме. електронската нараквица. Да. Да. Благодарам што бевте гостинки. Благодарам. По анализа. Благодарам. Благодарам што не гледавте. Пријатно.